Добар ден, почитувани гледачи, го следите дневникот на К3 телевизија. На сметката на локалната самоуправа на општина Крива Паланка се префрлени околу 39,5 милиони денари од концесијата која Бугарски Минстрој ја исплати на државата за концесија на рудникот Тораница. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски рече дека со овие средства општината се раздолжи по речиси една деценија дефицит. На сметката на локалната самоуправа на општина Крива Паланка се префрлени околу 39,5 милиони денари од концесијата која Бугарски Минстрој ја исплати на државата за рудникот Тораница. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски рече дека со овие средства општината се раздолжува по речиси една деценија дефицит. Најпрви најголемото значење за општина Крива Паланка што е решен проблемот со Тораница, што се враќаат сите вработени на работа, што на некој начин овој проблем за кој навистина бевме сите загрижени, и како граѓани, и како локална самоуправа се решава. Тораница има нов собственик, тоа е Минстрој, и сметам дека веќе ќе почне да се работи продуктивно, луѓето ќе бидат внатре на работа. Прво, тоа е најголемата придобивка. Она што ние како општина го имаме придобивка, тоа е да концесискиот надомест околу 39 милиони и нешто, и е исплатен на Крива Паланка. Тој додаде дека од наследениот долг на општината при стапување на функцијата градоначалник во 2009 година до денес долгот бил намален на 15 милиони денари. Ова ќе значи многу за Крива Паланка. Јас прво би сакал да кажам дека 2009 кога дојдов за градоначалник, општината беше задолжена со околу 39 милиони денари. Во моментот долгот на општината е околу 15 милиони денари. Со ова сметам дека целиот долг ќе го рачистиме, она што го долгува општината ќе го рачистиме и ќе ни останат средства со кои ќе може да направиме нови инфраструктурни проекти, со кои ќе може да направиме нови проекти во интерес на граѓаните на општина Крива Паланка. Останатите 22% од концесијата остануваат во буџетот на Република Македонија. Инаку Минстрој беше избран за нов концесионер на рудниците Тораница и Злетово на 24 март годинава, а договорот за стопанисување со рудниците беше потпишан на 6 април. При потпишувањето на договорот инвеститорот најави дека ќе ги врати на работа сите 1000 вработени во двата рудника и дека дополнително ќе инвестира во нова и современа опрема со која двата рудници ќе работат успешно и профитабилно. Поради безбедност на граѓаните кои живеат во близина на пругата во населба Перочичо во Куманово, ќе бидат поставени ѕидови за звучна изолација. Поради звучна изолација на железничката пруга Куманово-Белјаковце во населбата Перочичо ќе бидат поставени ѕидови поради безбедност на граѓаните кои живеат во тој дел од градот. Со поставувањето на тие ѕидови се претпоставува дека ќе се реши деценискиот проблем со дивата депонија која се наоѓа на просторот на пругата. Локалната самоуправа на Куманово повеќе пати досега спроведуваше акции за чистење на истата, но секогаш тие завршуваа неуспешно. Мислам дека апелирам дека ова ќе биде последен пат да ова место го чистиме, бидејќи тоа се пари на граѓаните, ги трошиме непопуларно, ги користат ова позиција како дива депонија. Мислам дека со поставување на овие бетонски препреки дефинитивно ќе се стави крај на овој дел на градот и полега ќе се урбанизира после легализација на бавчи и делот од диво изградените објекти во овој дел на градот. Неопходно е поставувањето на ѕидовите за звучна изолација кои ќе редуцираат бучавата, бидејќи таму ќе поминуваат брзи возови на релација Куманово-Белјаковце Бугарија. Млекопроизводителите имаат можност да аплицираат за субвенции за произведено и предадено млеко за последните 3 месеци од минатата година до крајот на април годинава. Од подрачната единица најавија дека наскоро започнува и програмата за финансиска поддршка за земјоделството за 2016.
930 млекопроизводители од Куманово, Липково и Старо Нагоричане аплицирале за субвенции во подрачната единица на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство. До крајот на рокот, до 30 април 2016 се очекува да аплицираат 1300 стучари. Според статистиката на подрачната единица, најголем процент, односно 80% од сточарите произведуваат кравјо млеко, а само 20% предаваат барање за произведено и предадено козјо и овчо млеко. До сега во Кумановскиот регион за трите општини, значи за општина Старо Нагоричане, Куманово и Липково, производителите на млеко што ја предават млекото во производни капацитети, до сега имат аплицирано негде 85%. Значи, овие денови се очекуваат и тие останатите да ги доставуваат фактурите или белешките што ги викаме и да бидат ажурирани. Во меѓувреме нагласи да утеке започне и програмата за финансиска поддршка за земјоделството за 2016-та, која е предвидена од владата на Република Македонија, при што во начинот на аплицирање има воведено измени, со кои аплицирањето е мошне поедноставено. Ова година им е овозможено, тие можат значи да аплицираат директно од нивните приватни, службени мејлови или компјутери или интернет мрежа што го имат, а можат и кај нас да доаѓат да аплицират, а во исто време можат да одат да аплицират и во Агенција за поттикнување на рурален развој. Што со ова сакаме да ги информираме сите земјоделци, малце ќе бидат поолеснати условите. Ова е предвидено за да имат директен пристап до програмата. Придобивките се повеќе кратни, земјоделците ќе добијат директен пристап до програмата, ќе се намалат турканиците во подрачните единици, секој апликант кој го има уредено досието во фарм регистарот ќе може да аплицира и од дома. Наглото затоплување на времето придонесе за појава на болести и плевели на житните култури, заради кои треба да се обрне посебно внимание на нивната заштита. Најчести болести кои што се јавуваат се пепелница и рѓа. Појавата на различни штетници и болести на житните култури ја наметнува потребата од ефикасна заштита со цел осигурување на квалитетно производство, кој што ќе се одвива без престанок и ќе обезбедува задоволителен принос. Во тек е заштита на житните култури од плевели и болести, бидејќи со самото затоплување на времето, плевелите нагло растат и затоа е потребно земјоделците да вршат преглед на своите посеви. Во зависност од видот на плевелите е потребно да се одреди кој вид на хербицид ќе биде употребен за заштита од истите. Исто така приметена е појава на болести кај житни култури, тоа првенствено пепелница и рѓа, па затоа исто така им препорачувам на земјоделските производители да извршат увид на своите посеви и врз база на увидот да се види дали има болести или нема, а со тоа да се преземат мерки за заштита од истите. Пепелница е најчеста болест на житариците и географски најраширена. Секој вид на житарици е нападнат од специфичен патотип од оваа габа. Пепелницата не е неопходна за сузбивање превентивно, но не смее да се дозволи да ја зафати по голема површина од растенијето. Рѓа се јавува редовно на посевите од пшеница. Оваа габа има голем број патотипови, што е важно при избор на ефикасен фунгицид. Болеста се сузбива превентивно или при појава на првите симптоми. Заштита од болести и плевели може да се изврши истовремено, само со едно прскање. Меморандум за соработка подпиша Средното стручно училиште Перо Наков и Сдруженијето за лица со попреченост Порака Наша, со кое се предвидува заедничка соработка и поддршка на лицата со попреченост. Средното стручно училиште Перо Наков денеска подпиша меморандум за соработка со Сдруженијето Регионален центар за лица со интелектуална попреченост Порака Наша од Куманово. Двете институции ќе соработуваат заеднички на повеќе проекти, од кои бенефит ќе имаат и училиштето, но и корисниците на услугите на дневниот центар, кои ќе имаат можност да се едуцираат во работилниците од училиштето од стручните насоки. Денеска сме особено задоволни затоа што имаме посета од учениците на ово здружение.
Меморандумот подразбира повеќе активности во наредниот период, можност за изработка на великденски украси, честитки, по повод престојните празници, работилници, посета на работилници за практична настава од кожарска и текстилна струка и други активности кои што понатаму ќе следат. Корисниците на Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост спорака наша ќе имаат можност да ги развијат своите вештини и знаења во работилниците од кожарската и текстилната струка. Со тоа, тие ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот. Идни активности со учениците на училиштето, значи ќе организираме некои заеднички работилници во кои што тие ќе се учат за работниот процес на шиење и на кроење, ќе се обидеме да направиме некоја нова серија на производи кои што потоа ќе бидат представени на продолжната изложба веќе следниот празник, значи по повод на великденските празници. И се надеваме дека и учениците од ова училиште ќе им биде интересно и дека на нашите корисници ќе им биде интересно, така да во една нова група, нова атмосфера да се обидат да се одадат поинакво нешто ново што веќе не го правиме во нашиот дневниот центар. Во Дневниот центар згрижени се 21 корисник за кои се грижи стручен тим. Социјализацијата на овие лица и нивната интеграција во општеството постојано се надградува со поддршка на локалната заедница и на сите чинители во општеството, кои на овој начин ја покажуваат својата општествена одговорност. Предстојната сабота во рибникот Гокомонт во близина на Ранковце ќе се одржи риболовен надпревар за избор на спортска екипа за државното надпреварување со јадица на пливка. Истиот е во организација на спортско-рекреативниот риболовен клуб Мрена од Крива Паланка. Љубителите на спортско-рекреативниот риболов кои се членови на клубот Мрена од Крива Паланка во сабота ќе се надпреваруваат во дисциплината лов на риба со јадица на пливка. Надпреварот кој ќе се одржи на езерото Гокомонт во близина на Ранковца е со цел избор на екипа за државното надпреварување кое го организира Македонската риболовна федерација. На еден од состаноците на Сдруженијето, значи управниот одбор на Сдруженијето донесе одлука и оваа година да учествуваме на републичките надпревари и поради тоа се договоривме значи да организираме еден локален надпревар на езерото Гокомонт, на кој што ќе имаат право да учествуваат сите членови на Мрена кои сакаат да се надпреваруваат и на тој начин да избереме спортската екипа за 2016-2017 година. Тоа е само еден дел од оној спортски дел што го планираме, значи друго што планираме во тој дел е во текот на годината, значи да има неколку надпревари од кои што ќе бидат значи учесници и ќе се надпреваруваат членовите на Мрена и за наредната година од тие надпревари бодувањата, оние значи 4-5 надпреварувачи кои ќе имаат значи најмногу бодови ќе учествуваат на републичките надпревари за риболов. Одговорните со апел за масовен одзив на риболовците од Кривопаланечко на надпреварот. Би искористил оваа прилика да ги повикам сите членови кои што имаат желба да учествуваат на овој надпревар, бидејќи ќе биде едно интересно дружење, значи да дојдат во сабота, да се пријават, значи да дојдат во сабота, ќе имаме еден заеднички ручек и да ги поздравиме победниците и да им посакаме успех. Кривопаланечкото друштво постои повеќе од 65 години и е дел од Македонската риболовна федерација. Некогаш броело над 300 члена, но во последните години нивниот број е намален на околу 170. Потребен е процес на национално помирување. Доста беше македонецот да оди против македонецот. Ово го гледам како чекор во таа насока. Кризата почнува да завршува од овој момент и посакувам да добие завршница со фери демократски избори по сите стандарди, рече претседателот Иванов при обраќање кон јавноста. Потребен ни е процес на национално помирување. Доста беше македонецот да оди против македонецот. Ова го гледам како чекор во таа насока. Кризата почнува да завршува од овој момент и посакувам да добие завршница со фери демократски избори по сите стандарди, легитимирани и признаени од меѓународните институции и потоа државата помирена да продолжи да оди напред, оставајќи ги зад себе овие две мрачни години кои историјава ќе ги смета за црна дамка на нашата генерација
Италија, рече председателот Иванов. Во обраќање до јавноста, Иванов нагласи дека одлуката ја донел во интерес на државата и на нацијата, со цел да изстави крај на политичката криза, која од ден на ден се повеќе се продлабочува. Тој потенцира дека при носење на одлуката се водел исклучиво од државниот и националниот интерес и оти не информирал никого од опфатните во овие одлуки. Тој изрази уверување дека со одлуката прави крупен чекор кон меѓусебното помирување, додавајќи дека е можно на краток рок да го напаѓаат и обвинуваат за ова. Иванов оцени дека кризата е нечии туѓ интерес и за нечии туѓи цели, за некој кој сака да ја оствари својата цел преку завојуваните политички лидери и нивните поддржувачи. Тој посочи дека се обидел во неколку наврати да помогне и да се вклучи во решавањето на кризата, но оти едната од двете спротивставени страни не покажала волја и интерес за неговото вклучување и инсистирала разговорите да се водат исклучиво под покровителство на меѓународните фактори во земјата. Според него, ниту Пржинскиот договор, ниту распуштањето на собранието не ги намали тензиите, туку напротив ги зголемиле и сериозно е доведено во прашање потребата од мирна изборна кампања. Председателите на Словенија и на Хрватска, Борут Пахор и Колинда Грабар-Китаровиќ, иако беше предвидено да го посетат граничниот камен 59 на македонско-грчката граница, останаа во прифатниот центар Вино Југ Евгелија од безбедносни причини. Председателите на Македонија, Хрватска и на Словенија, Ѓорѓе Иванов, Колинда Грабар-Китаровиќ и Борут Пахор, и покрај најавите и нивно инсистирање од безбедносни причини не го посетија граничниот камен 59 на македонско-грчката граница по барање на полицијата. Тројцата председатели ги посетија Сдружените полициски сили и привремениот транзитен центар за мигранти во Евгелија. Македонија по затворањето на балканската рута коректно ги извршува своите обврски во справувањето со бегалската криза и обезбедувањето на јужната граница, но Европа мора да им прати јасен сигнал на луѓето кои со месеци чекаат дали ќе ги прими или не, порача од Евгелија председателите Иванов, Грабар-Китаровиќ и Пахор при нивната заедничка посета на Сдружените полициски сили и привремениот транзитен центар. Председателот на Словенија Борут Пахор потврди дека со Хрватска преку Брдо-Бриони процесот ќе инсистираат за напредување на Македонија кон Европа и НАТО. Грабар-Китаровиќ истакна дека Хрватска ќе продолжи да ја помага на Македонија во справувањето со бегалската криза и нејзиното евроатланско пристапување и ги охрабри сите политички чинители да продолжат да ги решаваат проблемите кои доведоа до политичка криза, да продолжи договорот отпржено и преку демократски избори да се одлучи по кој пат ќе продолжи Македонија. Европската комисија е многу загрижена од информациите дека Австрија има намера да воведе построга контрола долж границата со Италија. Барак Обама и изрази индиректна поддршка на Хилари Клинтон. Германската полиција спроведе акција во текот на која се вршени контроли на капацитетите за сместување на барателите на азил со цел да го утврди нивниот идентитет. Ова се вестите од светот. Европската комисија е многу загрижена од информациите дека Австрија има намера да воведе поостра контрола долж границата со Италија. Ако овие планови се применат, ние ќе ги разгледаме многу сериозно, ќе процениме нивната неопходност и сразмерност. Таквите активности треба да се превземаат само во краен случај. Засега нема докази дека мигрантите свртуваат од Грција кон Италија, додава портпаролот на Европската комисија. Претходно австрискиот министер за одбрана појасни дека долж границата на неговата земја со Италија се предвидуваат мерки какви што беа превземени долж границата со Словенија, пред се заради миграцискиот прилив. Граничниот премин Бернер на границата меѓу Австрија и Италија има важно значење за движењето долж оската север-југ во Европа. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека очекува да настапи време кога децата ќе се воодушевени да научат дека имало време кога жените заработувале помалку од мажите и кога жена не била претседател на САД. Обама овој свој став го искажа на церемонијата на која некогашното седиште на Националната партија на жените беше прогласено за национален споменик. Како што јави американските медиуми, веројатно чувствувајќи дека неговите зборови ќе бидат протолкувани како инсинуација дека ја поддржал Клинтон, Обама додаде
дода дека не знае кога ќе дојде денот кога председателската функција ќе биде заменета од жена. Портпаролот на Белата куќа Џош Ернест истакна дека изјавата на Обама значи дека сад се подготвени да бидат управувани од жена председател. Тој меѓутоа нагласи дека кандидатите ќе бидат оценувани според својата политичка програма и морални квалитети. Клинтон се бори против сенаторот Берни Сандерс за освојување на номинацијата председателски кандидат на Демократската партија. Во 2008 година таа загуби на првичните избори токму од Обама, но подоцна тој ја назначи за државен секретар. Актуелниот американски председател ја задржал својата популарност меѓу избирачите на Демократската партија и неговата поддршка според аналитичарите би и помогнала на Клинтон да ги освои првичните избори. Германската полиција спроведе акција во текот на која се вршени контроли на капацитетите за сместување на барателите на азил со цел да го утврди нивниот идентитет, особено на оние од Северна Африка, за да го спречи злоупотребувањето на нејзиниот социјален систем. За днината на оваа акција новиот закон за биометриски идентитет на бегалците и барателите на азил во Германија, кој стапи на сила на почетокот од март годинава. Со воведување на обврската за земање биометриски податоци, германските власти сакаат да спречат злоупотреба на социјалниот систем. Покрај спречувањето на злоупотреби на социјалниот систем, властите со оваа акција сакаат и да го забрзат процесот на протерување лица на кои им е одбиено барање за азил и оние кои нелегално се задржале во Германија. Женската фудбалска репрезентација на Македонија доживеа убедлив пораз од 8-1 на гости против домаќинот Словенија. Нашите фудбалерки прикажаа слаба игра во Словенија и во ниту еден момент не беа достоен ривал на домашната екипа. Женската фудбалска репрезентација на Македонија претрпи убедлив пораз од 8-1 на гостувањето во Словенија во рамките на квалификациите за Европското првенство. Нашата национална селекција настапи во помладен состав без помошта на Наташа Андонова, па не беше во можност да пружи посилен отпор на Словенија. Избраничките на селекторот Изов, кој денеска дебитираше како кормилар на сениорскиот помладен тим, во првото полувреме губеше само со 1-0, но затоа во 47-48 минута примија 2 гола, што беше најава за катастрофата во вториот дел. Словенките до крајот на напреварот броеа до 8, а единствениот гол за македонската репрезентација го постигна Јаковска во 71-та минута. Македонија по четвртиот одигран надпревар во овие квалификации е без ниту еден освоен бод, додека за Словенија ова беше прва победа во квалификацијскиот циклус. Во реванш мечевите од четвртфиналето во фудбалската лига на шампиони, екипите на Реал Мадрид и Манчестер Сити обезбедија пласман во полуфиналето. Следуваат вестите од меѓународен спорт. На Сантјаго Бернабео Реал рутински го елиминира германскиот представник, откако во реваншот без поголеми напори славеше убедлива победа. Од почетокот домаќините тргнаа решителни да забележат победа, а во 60-та минута успеа да го отворат резултатот откако Роналдо го постигна водечкиот гол. Само една минута подоцна повторно Роналдо со глава постигна ефектен гол и во тој момент Реал го изравни скорот од Германија. Во второто полувреме кралевите ставија точка на мечот со третиот гол на португалецот, што беше и конечниот исход на напреварот. На крајот заслужена победа на мадричаните, кои изборија очекувано пласна во полуфиналето. Многу поинтересно беше на напревар помеѓу Манчестер Сити и ПСЖ. Англичаните направи историски пласна во полуфиналето, откако во реваншот славеа минимална победа со одличниот гол на Де Брујне во 75-та минута. Во кошаркарската Евролига се одигра првите напревар од четвртфиналната нокаут фаза. Во Москва екипата на Црвена звезда пружи силен отпор на фаворитот, кој пак очекувано се избори за првата победа од 84-74. Творци на победата кај московјаните беа Теодоси со 23 и Хајнц со 21 поен, додека во Црвена звезда Јовиќ и Милер остварија по 14 кошеви. Интересен напревар одиграа Фенербахче и Реал Мадрид во Истанбул, каде домаќинот забележа победа од 75-69. Во првото полувреме Фенербахче беше подобар противник и постојано имаше водство. Меѓутоа, во втори дел кралевите изиграа подобро и во еден момент успеа да победат. Во клучните моменти главната улога ја одигра Слукас со серија поени за домаќинот, а во финишот и Богдановиќ ја постигна клучната тројка. Токму овие двајца беа најефикасни во домашниот тим со по 17 поени, додека во Реал единствена светла точка беше ветеранот Фелипе Реес со 13 поени.
Нашиот Перо Антич на преворот имаше своја улога со вкупно 6 поени. Беговиќ најверојатно се заминува од Челси. Ова се последните информации од клубот од Лондон кои имаат вакви планови доколку првиот голман Куртоа реши понатаму да остане во екипата. Куртоа моментално не преговара со ниеден клуб, но ни со Челси, бидејќи внимателно ги разгледува сите опции. Во моментов интерес за Беговиќ покажуваат англиските екипи Евертон и Ливерпул, потоа францускиот Лион како и шпанската екипа Валенсија. На крајот се ќе зависи од новиот тренер Антонио Конте, кој ќе го даде последниот збор околу заминувањето или останувањето на Беговиќ. Времето во Македонија сончево и топло. Попладне од запад облачноста ќе се зголемува, ќе дува слаб до умерен западен и југозападен ветер. Во наредните денови времето ќе биде стабилно и сончево. Тоа беше се што подготвивме во овој информативен блок. Ви благодарам на вниманието, довидување.